Станато во Скопје стана опасно и да се помине под дрворед. Во случајот се вклучува и јавното обвинителство. Габриела Лескова известува. Габи, што се знае досега, кој потврлил? 10-годишно момче во моментов со тешки телесни повреди се наоѓа на детска хирургија, откако во текот на вчерашниот ден токму гранка од ова дрво позадимена паднало врз него. Согласно последните информации од детска хирургија, детето има потрес на мозокот, 3 скршени ребра, повреда на кичма и повреда на опашката. Меѓутоа денеска е под интензивен мониторинг, но е во стабилна здравствена состојба, како што напомена и ти. Сега овој инцидент е во рацете на јавното обвинителство. Уште во текот на вчерашниот ден полицајци, екипи на МВР, односно јавен обвинител, извршиле увид на местото на настанот. Како што може да забележите, целото ова место е одбележано и непристапен терен на местото токму каде што паднала гранката од дрвото. Јавен обвинител издал наредба за да се приберат информации и целосна документација во однос на тоа колку е старо дрвото, за понатаму да се утврди евентуална одговорност и кој е крив. Дали навистина требало да се одсече ова дрво. Надлежните, како и по обичај, додека обвинителството истражува, не ја пропуштија шансата и денеска меѓусебно да се обвинат кој практично требало да го исече ова дрво и кој е виновен за овој настан. За институционалниот пинг-понг на инволвираните да проследиме во приложение. Потрес на мозок, 3 скршени ребра, повреди на кичмата и на опашката. 10-годишно дете со тешки телесни повреди заврши на хирургија, откако вчера врз него паднала гранка од дрво. Момчето денеска е под интензивен мониторинг, но е во стабилна здравствена состојба. Повредениот пациент се уште се наоѓа во единица за интензивно лекување. Ноќта ја помина стабилно, со стабилни витални параметри. Денеска му следи интензивен мониторинг, обсервација, а контролни исследувања, имиджинг методи се планирани за утрешниот ден. Во секој случај стабилно е детето. Случајот веднаш се најде под лупа на истражните органи. На терен излезе полицијата, јавен обвинител направи увид на местото на настанот. Јавниот обвинител издаде наредби за обезбедување на целокупната документација за утврдување на староста и евентуалните барања за сечење и отстранување на дрвото. Се вршат разговори со лица кои би можеле да имаат сознанија во насока на утврдување на евентуална кривична одговорност за настанот. Додека надлежните истражуваат, институциите се препукуваат кој е виновен зошто дрвото не било исечено. Според првиот човек на Карпош, детето е жртва на нефункционирањето на институциите и прстот го впери кон град Скопје и претпријатието Паркови и зеленило. Нигде никаде, без невреме, без ништо, значи паѓа тоа дрво. А иронијата да биде уште поголема, се наоѓа на 10 метри од пунктот на Паркови и зеленило. И тогаш кога сме се понудиле како општина ние да ги исечеме, ние сме биле одневозможени од Паркови зеленило и од град Скопје, дури ни праќаат и инспектори. Од Паркови и зеленило го демантираат градоначалникот, оттаму потенцираат дека за конкретното дрво до нив нема пристигнато никакво барање, ниту пак има издадено решение за сечење. Во случајот е евидентно дека дрвото не е обележано со никаков знак, како што е утврдено во Законот за урбано зеленило. Сметаме дека надлежните од општината го злоупотребиле овој немил настан, од причина што доколку се работи за подрачје на нивна општина, за кое требало да поднесат барање. Од град Скопје пак за сител велат дека одговорноста е во општина Карпош, бидејќи не поднела барање за сеча на дрвото кое според нив припаѓа на самата општина. Општината каде се наоѓа Блоковското зеленило е надлежна за зеленилото на сервисни и стамбени улици. Тоа значи дека општина Карпош требало да води сметка и доколку сметала дека има потреба да поднесе барање, а не го поднела. Одговорноста е во општината Карпош, а не во ЈП Паркови и зеленило. Инаку барање за сечење или кастрење на дрвја, грмушки или јавна или дворна површина може да поднесе секој граѓанин. По испратеното барање постапката налага дека одговорно лице од град Скопје и Паркови и зеленило излегуваат на терен да направат проценка на ситуацијата. Потоа се изготвува записник, последователно и решение со кое во пракса ќе треба да се даде наредба дали дрвото ќе се кастри или пак сече. Габриела Лескова, Сител телевизија. Габи, гледаме за тебе дека се уште е ограден просторот каде што вчера се случи несреќата, но има ли на терен, барем на локалните, на соседните дрвја, некаква активност во насока на одбележување и понатаму сечење, затоа што очигледно не се безбедни?
Не, Славица, нема дефинитивно никој на терен за да ги исече и останатите дрвја кои што дефинитивно ги има многу во метрополата. Вакви старии представуваат голема опасност по животот на граѓаните кои што секојдневно пешачат по овие скопски улици и паркови.